Беше тоа на 10 јануари 1897 година, кога во Прилеп е роден Методије Шаторов Шарло, македонски национален деец. Шарло, непосредно пред Втората светска војна, доаѓа на чело на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Македонија и на почетокот од бугарската окупација на Вардарска Македонија ја приклучува Македонската комунистичка организација кон Бугарската работничка партија. Овој потек е осуден од страна на Југословенското комунистичко раководство. Тој е исклучен од Комунистичката партија, а по ослободувањето, официјалната македонска комунистичка историографија го третира Шарло исклучително негативно. Инаку, на 4 септември 1944 година, Методије Шаторов Шарло, кој секогаш се изјаснувал како македонец, при една акција на бугарската војска против партизаните, загинал под неразјаснати околности во близината на Пазарџик. Постои сомнеж дека неговото убиство било нарачено и извршено со знаење на Бугарската комунистичка партија. На 10 јануари 1978 година во Битола е роден Иво Ивановски. 2001 година дипломирал во областа на информатиката и информатичкото инженерство на Државниот универзитет Охајо Стейт во градот Колумбус, Соединетите Американски држави. Своето образование го продолжил на Универзитетот Френклин, каде се здобил со магистерска диплома во областа на информатика во 2003 година. Својата кариера Ивановски ја започнал во 1997 година како специјалист за техничка подршка на компјутерска опрема. Подоцна беше унапреден за IT менеджер на секторот за развој и одржување на компјутерската технологија. Неговите одговорности како IT менеджер беа да ги пронаоѓа најдобрите бизнис вредности на инвестирањето во информатичката технологија, да раководи со буџетот за информатичка технологија, да ги усогласува инвестициите со бизнис стратегијата на компанијата, да обезбеди високо ниво на услуги и да ги подобри целокупните оперативни способности на компанијата. Беше тоа на 10 јануари 1991 година, кога почина Александар Лазаров, редовен професор на Медицинскиот факултет, долгогодишен директор на гинеколошката клиника во Скопје и еден од првите стручњаци на гинекологијата во Македонија. На 10 јануари 1994 година, владата на Република Македонија донесе одлука за пристапување на Република Македонија кон Конвенцијата за меѓународен превоз со железница од 1980 година. Беше тоа на 10 јануари 1996 година, кога генералниот секретар на Обединетите нации Кофи Анан ја посети Република Македонија. На 10 јануари 1996 година, Република Македонија и Европската Унија воспоставиле дипломатски односи. Беше тоа на 10 јануари 1999 година, кога во Скопје умре Симон Дракул, македонски писател, литературен преведувач, публицист, филмски сценарист и историограф. Меѓу најзначајните негови дела се романот Белата долина, театрологијата Или смрт, монодрамата Апостол Војвода и други дела. Роден е во селото Лазарополе, Гостиварско, на 28 декември 1930 година. На 10 јануари 2007 година во Скопје умре Љупчо Стојменски, македонски поет и преведувач, автор на книгите Меѓу двата брега, Крај тешките води, Вистини и сништа, Куршуми низ времето и други. Роден е во Штип на 20 ноември 1931 година.